вака стичи. Види. Значи, ова ни представува калем гранка. Се импровизираме. Добро. Ова ни представуваат дрвото што е за калемење. Добро. Ама отсечено тоа треба да се разбират во земја. Сега, што правиме? На калем гранката ги сечиме лисјето, само дршките ги оставаме. Со ножица. Јас претходно сум ги секол, овие листови. Останува и тоа се стават во вода, за да шмука да биде по-сочно. Папките да бидат посочни. Се прочистуваат ова дивото. Се наоѓат место кај е најзгодно за калемење. Сега, ние овдека немаме многу згодни места, ама, ќе покушаме, ова е најзгодно, ама ќе оставам да пробате вие. Јас овдека ќе пробам. И вака се правите. Ова е сега ова време за калемење. Овдека се притискат околу нешто помалку од 1 сантим. После надолу, ама право. Се притискат на кората и право надолу околу 2,5 до 3 сантими. 3 сантими би требало. Сега со ножето, со истото ноже се настојуваат кората да се одделите. Ама, за жал, не се дели тоа. Добро е. Нешто добро е, нешто не. Дали во пиока, дали најдолу во пиоки? Кората треба да се одвои сама. Мислам, не сама, него со мал напор. Со мал напор. Или на работна маса, на друго место. Вака, ама не. Јас некогаш кога ќе имам потреба, продолжувам дори и со, ако имам ног, и со ноктот. И сега отворивме за папка. Ама, тоа е, значи, дивото. Сега, треба да се имат шоти. Смени го трестото ако ти. Ноже за калемење. Ама бидејќи немаме ноже за калемење, јас папката ја отсекувам, сега е ова многу битно. Ја отсекувам со жилет. Околу 2,5 сантими. 2 до 2,5 сантими. Вака. Коки, гледај коки. Вака. Полека. Гледај како папката сега. 2,5 сантими, значи надолу. Видиш. И пола сантим над папката. Пола сантим над папката. Како треба да изгледат папката. Ова е многу добро отсечена папка. Супер е отсечена. И што правиме сега? Сега мора таја да влезе слободно тука. Во ова. Нема доволно простор. Ќе отвориме уште малку. Тоа не знам дали се видува. Готово е то. Така, сега пази. Сега следната фаза оди врзување. Врзувањето сега е тешко, бидејќи Бидејќи ова не е дрво. Држи тука коки.
Еве врзувањето како оди. Фаќа со левиот палец и покушаваш вака. Имат специјални врвци за врзување на калеми. Вака едно пред друго ќе поклопиш, готово сега. И сега си врти слободно. Слободно и нагоре одиш. Нагоре. 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 Овдека е многу битно. Тука сега. Значи, одозгора. Види, ова не смее на папката да се затвори. Вака како ја што ја затворив, не смее. Вака треба. Отворена папката да види. Тука малце да се притисне и конецот да оди, види, каде? Под папката. Под она што треба да пушти. Еднаш, два пати, три пати, колку што ти е потребно. Вака. Па уште еднаш и сега одиме надолу, поново. Одиме надолу. И долу тоа треба да се прицврсти добро. И сега завршна фаза е ова. Еднаш, два пати и готово. И врзано е тоа. Ова конче фрлиме. Калемењето е завршено со вака, не смее да види како што го оставив јас, не е добро. И калемењето е завршено. После 7 дена сега од калемењето. Откако ќе го калемиме, го наводнуваме, тоа подлогата ја наводнуваме, тоа дивото. Повеќе наводнуваме, стално да имат вода. И после 7 дена, кога ќе ја пипниме ова дршката, малку кога ќе ја пипниме, таа треба да падне. Во колку падне, значи успешно е. Калемот е фатен. И откако ќе се фати калемот, ако е будна папка, ова е будна папка сега. Во ова време на заспана папка не смее да се калеми. Се калеми на заспана папка само од богоројца голема до мала богоројца. Добро? За наредната година да се пресечите. Ама овдека сега се уште може да се пресечит и штом ни се фатило тоа, ние ќе пресечиме, еве... Врвката ја вадиш? Тука негде, врвката не ја вадиме се уште, ама ќе го пресечиме ова со цел да ја натераме оваа папка... Што ќе се пресече? Дрвото, дивото, се пресекува тука со ножици. Јас сакам да оставам простор сега вие на ова да калемите. Значи овдека вака штрак со ножиците се пресекува и исто така му ставаме вода, а по можност и ѓубре малку за да го натераме што посилно да биде дрвото, за да потера тоа папката. И речиме, ако истерат ластар оваа година толкав околу 30-40 сантими, немаме проблем со одмрзнење, нема да замрзне, се ќе биде во ред. И операцијата успешна. Браво, аплауз, света сите. Така. Сега